Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Почитувани, добар ден и добре дојдовте во нови 80 на минути од емисијата Македонски глас на Македонското црковно радио Детройт. Јас сум Небојша Карапеовски и еве што ви подготвивме со колешката Маја Перовска за денешното издание. На 9 години цигара, на 13 алкохол. Децата се клукаат со седативи, марихуана, кокаин, а фрлени се и на онлайн коцкање. Покренато обвинение за упадот во редакцијата на Инфомакс. Никогаш не сум разговарал со странски дипломати за прифаќање мигранти. Министерот Тошковски вели дека 100 пати повторената лага на СДСМ не може да стане вистина. Да им дадеме занает за да не се враќаат на криминалот. Работата е најдобра ресоциализација за затворениците. Законот за помилување не личи на ништо. Силјановска Давкова ги охрабрува измените во кривичниот законик. Одложен е изборот на вршителот на должност државен јавен обвинител. Член на Советот на обвинители не дошол на седницата. Бујар Дардишта се обидел да избега претапсењето. Бил приведен на граничниот премин Долно Блаце. В година ќе се пополнуваат критични позиции во правосудството. Има кусок од околу 200 судии. А на самиот почеток да ја чуеме и следната вест. Поранешниот функционер на Либерално-демократската партија Мирослав Шиповиќ го нарече Андреј Жерновски несреќа и откри една тајна од локалните избори во 2013 година, кога Жерновски стана градоначалник на Центар по 3 круга гласање. Тогаш ВМРО ДПМН беше обвинето дека намерно ја исклучила струјата во зградите за да не можат постарите жители да ги користат лифтовите и да излезат на гласање. Но Шиповиќ тврди дека не било така, дека тие ги закочиле лифтовите и го набедиле ВМРО ДПМН за да може да победи Жерновски. Шиповиќ беше председавач на Советот на општина Центар кога Жерновски беше градоначалник. Помина време, многу време, и мислев се сум сватил. Помина време, грешките наши, јас сам ги платив. Не знаев дека така може да те лажат, Боже. Устото време лузни прави, длабоки како бразди. А има луѓе живеат така, без душа празни. Не знаев дека така може да те лажат, Боже. Немало късмет, немало среќа за секој овде на земја. Немало късмет, ни малку среќа и губам надеж полека. Барем да видев еден себап за еден живот колку треба. Немало късмет, немало среќа за секој овде на земја. Некој на младост, некој на старост, некој ко мене никогаш. Барем да видев еден себап за еден живот
се ке пројде, за мене ден ке дојде. Но џабе било, не врти листот, се пак е исто. Не знаев дека толку може да не лажат Боже. Немало късмет, немало среќа за секој овде на земја. Немало късмет, ни малку среќа и губам надеж полека. Барем да видев еден севап, за еден живот колку треба. Немало късмет, немало среќа за секој овде на земја. Некој на младост, некој на старост, некој ко мене никогаш. Барем да видев еден себап, за еден живот толку ми треба. Барем да видев еден себап, за еден живот толку ми треба. Проектот на зетот на американскиот председател Джеред Кушнер добил зелено светло во Тирана уште во декември 2024 година, долго пред да го напушти проектот за хотелски комплекс во Белград вреден $750 милиони, пренесуваат српските медиуми. Властите во Белград ги обвинија демонстрантите блокадери за одлуката на Джеред Кушнер да се откаже од хотелскиот комплекс на местото на некогашниот генерал штаб. Во јавноста во Србија се зборува дека милиардите од Србија ќе завршат во Албанија, но документите сугерираат дека Кушнер веќе има отворена врата да гради на албанскиот остров Сазан, тврди српски N1. Кушнер и неговата сопруга Иванка Трамп уште пред 4 години покажале интерес за Сазан, поранешна воена база на Енвер Хоџа. Планираниот комплекс со инвестиција над $1 добил специјален статус стратешки инвеститор под посебна постапка. Тоа значи дека државата Албанија ќе му помогне при добивањето дозволи и подготовка на земјиштето. Правиме многу луксузен производ, но дел од островот ќе биде достапен и за посетители, изјавил Кушнер за Guardian. Албанскиот премиер Еди Рама го нарече проектот вода во пустина, уверувајќи дека ќе донесе нов туристички живот. Проектот од $1 доби статус на стратешка инвестиција, но јавноста стравува од корупција и нетранспарентност. Сепак во Албанија не стигнуваат сомнежите за нетранспарентност. Ако проектот вреден 1,4 милиарди евра нема бизнис план и студија за изводливост, тоа е алармантно, вели економистот Едуард Џокутај. Критичарите, меѓу кои познатиот публицист Фатос Лобуња, предупредуваат дека Албанија распродава јавен имот на елитата под изговор дека работи за туризмот. Ситуацијата дополнително се искомплицира со актуелните истраги на специјалното обвинителство за корупција во Албанија. Се работи за истраги за неколку инфраструктурни проекти во Валона, вклучително и аеродромот кој треба да го користи идното одмаралиште на Кушнер. Дел од најблиските соработници на Рама, меѓу нив и поранешната министерка за инфраструктура Белинда Булаку, веќе се под обвинение. Западните медиуми како Bloomberg и британски Guardian предупредуваат дека инвестицијата на Кушнер би можела да предизвика политички судир меѓу администрацијата на Доналд Трамп и западните партнери поради можен конфликт на интереси. Кушнер во декември 2024 година потпишал преддоговор за закуп на островот Сазан на 99 години, со што добил пристап до поранешната воена зона изземена од употреба. Владата на Албанија се обврзала да помогне со дозволи и со инфраструктура, што отвори прашања за транспарентност и државен интерес. Ричард Гренел, поранешен специјален пратеник на Трамп, му предложил инвестиција во Албанија.
Неговото присуство се гледа како знак за политичка поддршка, но и можен судир меѓу дипломатијата и приватниот капитал. Pesno moja, ti si život moj. Pesno moja, angelu moj, ti me vodiš, ti me miluvaš. Ljubov mi dari, ljubov daruva. Ej, pesno moja, pesno ubava. Ej, pesno moja, duša otvaraš. Ej, srećna sum ti i blagodarna. I gdje te pejam, duri sum živa. Ej, pesno moja, pesno ubava. Ej, pesno moja, duša otvaraš. Ej, srećna sum ti i blagodarna. I gdje te pejam, duri sum živa jas. Kaj da pojdam, bez tebe ne odam. Somojte momci, peme na glas, da se čuje, ej, na daleku. Kade ni svetot ti ne odvede. Ej, pesno moja, pesno ubava. Ej, pesno moja, duša otvaraš. Ej, srećna sum ti i blagodarna. I gdje te pejam, duri sum živa jas. Ej, pesno moja, pesno ubava. Ej, pesno moja, duša otvaraš. Ej, srećna sum ti i blagodarna. I gdje te pejam, duri sum živa jas.
Најодговорно тврдам дека во рамки на мојот мандат со ниту еден странски дипломат не сум разговарал на тема за какво било прифаќање мигранти од страна на која било држава. Никогаш ниту ми било поставено како прашање, ниту како барање, ниту сум го имал како разговор со кој било од нив. Вака изјави министерот за внатрешни работи Панче Тошковски, коментирајќи ги наводите на СДСМ за мигрантски кампови. Министерот вели дека стопати повторена лага не станува вистина. Опозицијата се повикува на британските медиуми, може да се повикува на кого сака, но сите релевантни чинители во државава, премиерот, министерот за надворешни работи, претседателката, јас кога бев во Брисел, истакнавме дека тоа што го тврдат е невистина и лага. Министерот посочи дека секоја година се намалува бројот на мигранти што поминуваат низ државава за 5-7-8%, како и дека годинава од страна на Министерството за внатрешни работи не е одобрено ниту едно барање за азил. Кога говориме за тема мигранти, тие транзитираат низ Македонија 10 до 15 години, а сега имаме и ново утврдување на кризна состојба во делот на мигранти, поради она што го имаме веќе како фактичка состојба во државата. На граѓаните мора да им објасниме дека Македонија е клучен фактор во делот на овие процеси поврзани со илегална миграција од едноставна причина, затоа што е на патот на нелегална миграција. Ние сме транзит земја и заради тоа сме многу клучни, рече Тошковски. Во коментар на тврдењата за можноста за враќање на мигрантите во трети земји, не само во земјата на потекло, и споменувањето на Западен Балкан во тој контекст и договорот меѓу Италија и Албанија, рече дека македонската опозиција почна да не прави разлика помеѓу Македонија и Албанија. Ова е Македонија, а не Албанија, заклучи министерот Тошковски. Маркетинг. Максис Дели е продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Максис Дели е продажба на секојдневно печен тазе бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши наручки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Максис Дели можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така Максис Дели ги продава своите приватни заштитни знаци Максис Meats, Градина и Сонце. Максис Дели се наоѓа на 4160 15 милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер, и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Повелете во Максис Дели. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан. Маркетинг. Како те млада залюби и по тебе памет изгуби. Откако те млада залюби и по тебе памет изгуби. Стига мојата радост, кажи ми ти, и на сите зборови
скоро и верувај ми. Све што има се ти подари, света младост си ја изгуби. Се што има се ти подари, света младост си ја изгуби. Мери ти стига мојата младост, кажи ми ти, и на сите скоро и верувај ми. Мери ти стига мојата младост, кажи ми ти, и на сите скоро и верувај ми. Кажи, кој те милува, кој те гали, кој те успива. Кажи, кој те милува, кој те гали, кој те успива. Стига мојата младост, кажи ми ти, и на сите скоро и верувај ми. Мери ти стига мојата младост, кажи ми ти, и на сите скоро и верувај ми. Председателката Гордана Силјановска-Давкова предупреди дека актуелниот закон за помилување е нефункционален и треба да се реформира, а истовремено ги охрабри измените на кривичниот законник, нагласувајќи дека тие се клучни за борбата против корупцијата и криминалот. Законот за помилување, како што изгледа сега, поради многу укинати одредби, веќе не личи на логичен законски текст. Секаде во светот постои можност за помилување. Самиот збор покажува дека понекогаш човек треба да се апстрахира од казната и да го вреднува процесот на престој во затворите, да го стимулира излегувањето од тој свет и можноста за поинакво однесување. Треба да има можност за помилување кој ќе опфаќа подолг временски период, а комисијата за помилување да има обврска да доаѓа во затворите и да разговара со луѓето кои поднеле барања. Исто така да може за определени датуми да се посетуваат затворите, изјави Силјановска-Давкова. Таа додаде дека е неопходно да се создаде систем кој ќе дава надеж на затворениците и ќе го стимулира нивниот ангажман за ресоциализација. Мора да им дадеме надеж на овие луѓе дека нивната решеност, нивниот ангажман да станат подобри луѓе треба да се вреднува и да се награди, рече таа. Во однос на измените на кривичниот законник и поострите казни за злоупотреба на службена положба, председателката порача дека ги охрабрува реформите.
Ги охрабрувам реформите бидејќи тоа е многу важна измена во рамките на судските реформи и мислам дека треба да се усвојат час поскоро. Исто така укажувам и на опасноста или реалното предупредување од Уставниот суд дека ако ова не се случи до крајот на месецот, тие може да посегнат по други мерки, рече таа. Таа дополни дека ги охрабрува не само измените на кривичниот законник, туку и сите закони што се однесуваат на правосудството. Ги охрабрувам не само измените на кривичниот закон, туку и сите закони што се однесуваат на правосудството да се донесат, бидејќи можеби првпат имаме случај еден пакет закони да се најде пред Венецијанската комисија и да го помине строгиот филтер. Во оваа сфера не се работи за хармонизација, бидејќи нема европско право, но таа е клучна за борбата против најголемото зло – корупцијата и криминалот, рече председателката Силјановска Давкова. Goce mi otišao vo soluna grada, vo soluna grada, volavna me Jana, ajde tam je jalo, rujno vino pilo, ajde tam je jalo, rujno vino pilo, more na ljubava moma, moma Makedonka, kako go suguva, taka go prašuva, kako go suguva, taka go prašuva. Što si bre goce, toliko zamisleno, srce nataženo, da li ti je goce, četa rasturena, ili ti je goce, puška rđo sala, more alme ubala solunke, pravo će ti kažam, nema da te lažam, ni tu mi je četa, mene rasturena, ni tu mi je berdan, puška rđo sala. Туку ja si baram na ljubava moma, moma Makedonka, bajrak da naveze i da go napiše, smrt ili sloboda za Makedoncite, bajrak da naveze i da go napiše.
Работата е најдобра ресоциализација, на тој начин што ќе оспособиме осудени лица или осуденички и ќе им дадеме занает, ние ќе им дадеме начин како кога ќе излезат од затворите да приходуваат за сопствениот живот, а да не се враќаат на криминалот. Вака вели директорот на управата за извршување на санкции Александар Пандов и нагласува дека веќе година и половина како што е на функцијата, работат да се смени начинот бидејќи за жал сега доаѓаат да ја одлежат пресудата, а не да ја одработат, вели тој. Пандов, кој заедно со председателот на затворот Идризово Зоран Јовановски оствари средба со председателката Гордана Силјановска-Давкова, посочи дека првпат во историјата на Република Македонија председател на држава е дојден во посета да види работно ангажирани осуденички. И тоа е голема чест и за затворскиот систем, за управата за извршување санкции, за самиот затвор Идризово. И јас ќе ми дозволите повторно да го кажам она што го кажа и председателката, а тоа е дека сум длабоко уверен, а сега после овие година и пол директорување во управата, имав можност да посетам неколку држави и повеќе затвори. Работата е таа, која што е најдобра ресоциализација, изјави Пандов. Пандов посочи дека во секој затвор има работно ангажирани луѓе кои што се грижат околу самиот затвор, а со реконструкцијата на затворот Идризово, освен шивална, ќе има и работилници за столарија и за металургија. Осуденичките ја запознаа председателката со нивните работни активности, мотивацијата и желбата за работа, инспирацијата и стекнатите вештини и лично ги представија своите изработки, торби, марами и несесери, кои што се продаваат надвор од затворот под логото везење надеж за дрешетки. Шивачката работилница, која што за првпат е отворена на иницијатива на модната дизајнерка Ирина Тошева, истовремено и менторка на осуденичките, Силјановска-Давкова ја оцени како позитивен модел на ресоциализација, самоодржлив, но и профитабилен. Според председателката, ресоциализацијата е една од клучните цели на казнено-поправниот систем, посочувајќи дека казната не е само изолација, туку и подготовка на осудените лица за одговорно и активно вклучување во општеството. Паднеш во рацеве, дури тогаш ти на мене ќе ми плати се. Каролинче, карамфилче, моме убаво, не ми ставај махија, дојеј на срцево. Не гледај лево, десно по другите, знај дека јас сум момче за тебе. Како свила да ја милувам, се ќе дадам душо моја, верувај ми, барем еден ден да биде само моја ти. Ке те љубам, ке ти пеам се до зори, песни наши љубовни македонски. Каролинче, карамфилче, моме убаво, не ми ставај махија, дојеј на срцево. Не гледај лево, десно по другите, знај дека јас сум момче за тебе.
davaj macchiato jej na srcevo, ne gledaj levo desno po drugi te, znajde ka ja su momče za tebe, znajde ka ja su momče za tebe. Бујар Дардишта од Демократската унија за интеграција е уапсен при обид за бегство на граничниот премин Долно Блаце, објавува Радио Лидер. Дардишта се обидел да избегне апсење, но бил лоциран и приведен на граничниот премин Долно Блаце. Полицијата спровела акција на повеќе локации низ државата, при што се приведени повеќе од 10 лица. Бујар Дардишта е кадар на Демократската унија за интеграција кој во изминатите години извршувал повеќе раководни функции во државната администрација. Најпознат е по мандатот како директор на управата за водење на матични книги, институција која беше во фокусот на јавноста поради сериозни забелешки на начинот на работење и издавањето документи без целосна евиденција. Информацијата во изјава за медиумите ја потврди министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. Маркетинг. Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување. Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586 731 3367 или пак посетете ги на 50551 Вен Дайк во Шелби Тауншип. Семејствата на Вуџек и Калкатера им служат на народот на Детройт веќе подолго од еден век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните две локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586 826 8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586 677 4000. Маркетинг. Јавен обвинител од Основното јавно обвинителство Скопје ја заврши постапката за прибирање докази и до Основниот кривичен суд Скопје поднесе обвинение против едно лице за кривични дела: насилство од член 386 став 3 во врска со став 1, како испречување на службено лице во вршење службено дејствие. Обвинетиот на 10 декември извршил грубо насилство спрема двајца новинари во дневно-информативниот онлайн медиум Инфомакс, како и спрема гостин во нивната емисија, со што ги спречил во вршење на професионалната дејност. Додека емисијата Тешки муабети се емитувала во живо на YouTube и на социјални мрежи, обвинетиот пишувал навредливи и заканувачки коментари за еден од новинарите поради критиките што во емисијата биле упатувани кон премиерот. Потоа обвинетиот дошол на адресата на која се наоѓа студиото, ја обил влезната порта, ги искршил и влезната врата од објектот и вратата на студиото, па како резултат на тоа емисијата била прекината. Еден од оштетените се обидел да го задржи обвинетиот да не влезе во студиото, но тој продолжил да вика и да им се заканува по живот, ги пцуел и ги навредувал присутните, а се обидувал и физички да ги нападне, замавнувајќи со рацете и фрлајќи со чаша кон нив. Оштетените повикале полиција, додека во меѓувреме успеале да го смират обвинетиот и да го извадат надвор на улица. Со насилничките дејствија обвинетиот предизвикал чувство на несигурност и страв кај оштетените и други присутни лица. Медицинското вештачење на обвинетиот покажа дека и покрај неговата претходна душевна здравствена состојба, тој делото го извршил во состојба на пресметливост. Согласно тоа, јавниот обвинител достави и предлог за продолжување на претходно определената мерка притвор со цел негово обезбедување во текот на постапката.
Основното јавно обвинителство Скопје приоритетно постапува во сите предмети кои се однесуваат на евентуални напади врз новинари и загрозување на слободата на говор, се вели во соопштението на јавното обвинителство Скопје. Da ti kupam denes na pazar, Boga krstotke go frlat, da ja oblečeš. Majka da se čudi, tatko da se luti, Boga jaskevi ropnam na vrata. Glaske puštam, kolku da me slušnat, dobar den da je večna slavata. Nemoj da se praviš, deka ne znaš, a ne srce to me tera da mi dojdam nekane. Ako te golem, toj son ništo ne se meri, vidi, a ne moja samo riza odmeri. Kako gerdan, a ne sakaš, da se kova da ti poračam, da od zvezdi da go pravam, sve do vodici. Grlo da ti krasi, duša da ti gali, Boga ti slatko me poslužiš. Majka ti da gleda, tatko ti da shvati, deka jas ti ja varam rakata. Nemoj da se praviš, deka ne me znaš, a ne srce to me tera da mi dojdam nekane. Mer ako te golem, toj son ništo ne se meri, vidi, a ne moja samo jedan odberi. Vidi, a ne moja samo jedan odberi. Советот на јавни обвинители не избра ВД државен јавен обвинител. На итната седница не дошол еден од членовите. Од Советот тврдат дека отсуството на членот било оправдано. Седницата на Советот на јавните обвинители закажана за ден 18.12.2025 година во 11 часот по предлог на член на Советот, а поради оправдано отсуство на еден од членовите на Советот на јавните обвинители е одложена за ден 22.12.2025 понеделник во 11 часот, соопшти Советот на јавни обвинители.
Изборот на ВД државен обвинител требаше да се случи итно, по оставката на досегашниот државен обвинител Љупчо Коцевски. Тој поднесе неотповиклива оставка во собранието во истиот ден кога пратениците требаше да го разгледуваат предлогот за негово разрешување, што го поднесе владата. По оставката на Коцевски, собранието во најкус рок треба да распише оглас за избор на нов државен обвинител. До изборот на нов обвинител функцијата извршува вршител на должноста, кој се избира од редот на републичките обвинители, а треба да го назначи Советот на јавни обвинители. Оган да го гори, тој што ќе ми стори, да те остава. Оган да го гори, тој што ќе ми избори, да заборава. Македонијо, каде да сум, тако сум, не се давам никому. Каде да сум, тако сум, не се давам никому. Да ме крсти, прекрстува и да те па отепува, Македонијо. Каде да сум, тако сум, не се давам никому. Каде да сум, тако сум, не се давам никому. Да ме крсти, прекрстува и да те па отепува, Македонијо, Македонијо. Жива да си, Македонијо. Оган да го гори, тој што ќе ми избори, да те остава. Оган да го гори, тој што ќе ми избори, да заборава. Македонијо, кој може да остави или да заборави? Кој може да остави или да заборави? Коце Велчев и Тугули, да ме груев сандански, Македонијо. Кој може да остави или да заборави? Кој може да остави или да заборави? Коце Велчев и Тугули, да ме груев сандански, Македонијо, Македонијо.
Слушајте македонки, чувајте си го името. Слушајте македонки, чувајте си го името. Македонско наше име не даваме да загине. Македонијо, Македонијо. Жива да си Македонија. Министерот за правда Игор Филков најави дека во 2026 година ќе се зајакнат човечките капацитети на најкритичните точки во судскиот систем на состанок на секторската работна група за правда што се одржа во владата. Тој додаде дека кадровското зајакнување е предуслов за успешна дигитализација и за функционално правосудство. Надзорот спроведен на Министерството за правда покажал алармантни податоци, пополнетост на судски места од 67%, 432 од 636, судска служба со само 36% пополнетост, што директно влијае врз ефикасноста и должината на судските постапки, соопшти Министерството за правда. Токму овие констатации, истакна Филков, се основа за превземање конкретни и координирани мерки со кои во 2026 година ќе се зајакнат човечките капацитети на најкритичните точки во системот. Иако во делот на прописите предвидуваме суштински промени, најважен останува човечкиот фактор. Потребни се стручни кадри за секое ниво на правосудството, за ефикасно функционирање и постапување во службата на правдата. Тука е потребна заедничка заложба, потенцираше Филков. Министерството за правда во изминатиот период подготви повеќе од 20 закони, од нив 13 закони се веќе во владина процедура, а законот за судски совет е во собрание и го помина првото читање. Продолжува спроведувањето на развојната секторска стратегија за правосудство 2024-2028 и реформската агенда 2024-2027 година, за кој е формиран Совет за следење на реформите. Процесот е поддржан од Европската Унија, што представува јасен сигнал за доверба и напредок кон членството во Европската Унија.
sonce od tvojte rusi kosi. Покрај веќе познатите тулумби, баклави и разни други сладкарски производи и секако највкусниот бурек во Америка, во Атко сега можете да се снабдите со разновидни вина од Македонија, од познатите винарии Бовин и Тиквеш. Во Атко секој ден има свежо печено јагнешко, а за викендите и прасничко печење на паун. За вашите семејни прослави и други прилики можете се да порачате на телефон 586 739 6690. Врвна услуга и директна достава на нивните специјалитети до вашите домови. Вредните собственици на Атко со задоволство ќе ве услужат. Атко се наоѓа на 21-та милја и Хейс. Повелете во Атко. Звезди се кријат. Гробиштата Guardian Angel ви ја представуваат нивната православна градина каде се почитуваат православните традиции и ритуали. Сите гробови се свртени кон исток, а има голем простор за семејствата и фамилијата и кандила се дозволени преку целата година. Гробиштата Guardian Angel се лоцирани на само неколку минути од центарот на Рочестер. Придружете им се на вашите парохијани и посетете ги гробиштата Guardian Angel, каде детално ќе ве запознаат со рекламните цени кои се во тек до крајот на оваа година. За сите детални информации и состанок лично со вас, јавете се на 800 275 9574 во Guardian Angel Cemetery. Маркетинг. Младите на 9 години почнуваат да пушат цигари, а првото искуство со алкохол го имале на 13 години. Ова се дел од наодите од последниот извештај од Европскиот проект за истражување во училиштата за алкохол и други дроги ЕСПАД 2024, што го презентираше Институтот за јавно здравје на Република Македонија. ЕСПАД е најстарата истражувачка иницијатива во Европа посветена на следење на трендовите на употреба на супстанции кај адолесцентите. Основана во 1995 година од денешната Агенција за дроги на Европската Унија. Последното истражување во државава беше спроведено во 2024 година во 96 средни училишта и 182 паралелки. Опфатени беа 2831 ученик, од кои 1397 или 49,3% момчиња и 1434 или 50,7% девојчиња. Највисоката преваленца на употреба на прва цигара, со исклучок на електронски или алтернативни производи, се јавува на возраст од 14 години и 15 години. Започнувањето уште на 9 години или помлади, кај 2,9% од учениците, со мали но конзистентни проценти на возраст од 10 години, 11 години и 12 години. На возраст од 13 години стапката се зголемува на 6,3%, истакна Сања Прошева, координаторка на проектот и авторка на истражувањето. Податоците покажуваат дека 29,6% од сите ученици користеле е-цигари барем еднаш во животот, со поголема преваленца кај момчињата 31,8%, во споредба со девојчињата 27,5%. Во однос на употребата во последниот месец, 11,7% од учениците пријавиле неодамнешна употреба на е-цигари, со речиси идентични стапки помеѓу момчињата 11,6% и девојчињата 11,7%. Податоците покажуваат зголемување на употребата на е-цигари кај учениците, како во текот на животот, така и во последниот месец помеѓу 2019 и 2024 година. Употребата во текот на животот се зголемила од 21% во 2019 на 30% во 2024 година, додека употребата во последниот месец се зголемила за 7,2% на 12% во истиот период. Податоците покажуваат дека највисоките стапки на прва употреба на е-цигара се јавуваат на возраст од 14 10,4% и 15 години 10,6%. Започнувањето почнува уште на 9 годишна возраст или порано кај 1,3% од учениците, со помал процент на возраст од 10, 11 и 12 години. На 13 годишна возраст стапката се зголемува на 6,1%, што укажува на значителен пораст на започнувањето во текот на раната адолесценција, рече таа. Од 2008 до 2024 година, како што рече Прошева, употребата на алкохол во текот на животот кај адолесцентите покажува флуктуирачки тренд,
Таа била 61% во 2008 година, се намалила на 57% во 2015 година, достигнала врв од 67% во 2019, а потоа се намалила на 63% во 2024 година. Ова укажува, како што посочи, на вкупно зголемување во текот на 16 годишниот период со значителен пораст помеѓу 2015 и 2019 година, проследено со мал пат во најновиот период. Во 2008 година изнесувала 39%, се намалила на 38% во 2015, малку се зголемила на 41% во 2019 и повторно се намалила на 37% во 2024 година. Ке си зема мома лична, мома убава, богата од добра куќа и од добар сој. Ке си зема мома лична, мома убава, богата од добра куќа и од добар сој. Ете мајко, решив да се женам, да ти најдам одменица, нека чуја да се жени, мајко, синот твој. Ете, мајко, решив да се женам, да ти најдам одменица. Нека чујат, нека знаат сите, да се жени, мајко, синот твој. Песна, мајко, се до зорите, доста лутав помејани со другарите. Нека ечи песна, мајко, се до зорите, доста лутав помејани со другарите.
da se ženi, majko sino tvoj, da se ženi, majko sino tvoj. Почитувани, тоа би било се во ова издание на емисијата Македонски глас на Македонското радио. Традиционално, за крајот капчето за најмладите и приказната Царевото ново руво. Ви посакувам пријатен ден. Царевото ново руво. Си живеел некогаш некој цар кој многу сакал нова облека и сите пари на тоа ги трошал. И на смотра кај војниците, и на театар, и во шумата на прошетка одел само за да ја покаже својата нова облека. За секој час во денот тој имаше посебна облека. И како што се вели за цар, тој е во советот, за него велеа, царот е во гардеробата. Градот во кој живеел царот бил голем и весел, така што речиси секој ден на посета доаѓаа странци. Па еден ден таму се појавија двајца измамници. Се представиле тие како ткајачи и рекле дека можат да исткајат прекрасна ткаенина од која подобра не ке се најде. Таа ткаенина не само што имала убава боја и шари, ами и облеката со шиена од неа имала чудесно својство, така што станува невидлива за секој што не одговара на својата положба или за секој што е глупав. Тоа би била прекрасна облека, си помислил царот. Ке си ја облечеш и веднаш ке видиш кој во царството е неспособен. Згора на тоа можеш и да ги разликуваш паметните од глупавите. Нека ми исткајат таква ткаенина најбргу што можат. Тој им дал многу пари на измамниците за да ја завршат работата што поскоро. Си ставиле тие два разбоја и се преправале дека работат, иако на разбоите ништо и немало. Без пардон побарале најубава свила од чисто злато, па ке си ја спакувале в торба и ке си продолжиле да си работат на празните разбои до доцна навечер. Добро би било да видам како напредува работата, си помислил царот. Но му се стегнало срцето на самата помисла дека оној што е глупав или што не одговара за својата работа, нема да ја види ткаенината. Иако верувал дека не треба да се плаши за себе, сепак решил дека треба да испрати некого да ја види. Сиот град знаел за својствата на таа ткаенина, така што сите биле нестрпливи да видат колку е неспособен или глупав нивниот сосед. Ке го испратам кај ткајачите мојот стар чесен министер, решил царот. Некој треба да ја види ткаенината, а тој тоа го умее најдобро од сите. И така отишол стариот министер во салата каде двајцата измамници работеле на празните разбои. Господе Боже, помислил министерот триејки ги очите. Та јас ништо не гледам. Но не го кажал тоа на глас. Измамниците го повикале да дојдат поблизу. Го прашувале дали се весели боите, убави ли се шарите. При тоа цело време покажувале на празните разбои. А кутриот министер, колку и да ги триел очите, не можел ништо да види, зашто не ни имало што да се види. Господе Боже, си помислил тој, глупав ли сум? Никогаш не сум помислил такво нешто. Само да не дознае некој, да не сум способен за своето место. Не смеам да признаам дека не ја гледам ткаенината. Што велите, а? Прашал еден од измамниците. Многу е сладко, прекрасно, рекол стариот министер, гледајќи низ очилата. Колку убави шари, колку убави бои. Да, морам да му кажам на царот дека на вистина ми се допаѓа. Баш ни е мило, рекле измамниците и почнале да ги кажуваат имињата на боите, да ги објаснуваат ретките шари. Стариот министер слушал и помнел за да може точно да му пренесе на царот. Така и сторил. А измамниците побарале уште пари, свила и злато.
Сето тоа им било потребно за ткаенината, но тие работи повторно си ги спакувале. За ткаенината ништо не искористиле, а сепак продолжиле да работат. Набргу, царот испратил друг чесен чиновник за да види како оди работата. Ке бидели скоро готова ткаенината. Со него се случило истото што и со министерот. Тој гледал, но ништо не можел да види, освен празни разбои, немало ништо друго. И што ќе кажете? Убава е ткаенината, нели? Го прашале измамниците, објаснувајќи колку е прекрасна шарата, која воопшто ја немало. Не сум глупав, помислил чиновникот. Најверојатно не сум способен за својата работа. Чудно. Во секој случај тоа не смее да се забележи. И тој почнал да ја фали ткаенината која не ја гледал и им се восхитувал на прекрасните бои и на преубавите шари. Да, навистина прекрасно, му пренел тој на царот. Во градот веќе почнало да се зборува каква прекрасна ткаенина исткале ткајачите. Тогаш царот решил самиот да ја види пред ткаенината да биде тргната од разбоите. Тој отишол кај трите измамници со избраната свита, во која биле и двајцата чесни чиновници кои веќе ја виделе. Ткајачите ткаеле со сета сила, иако на разбоите немало ни конче. Прекрасно, нели? Рекле двајцата стари чиновници. Погледнете, ваше величество, колку се прекрасни шарите, колку се живи боите. Тие покажувале на празните разбои, мислејќи дека останатите ќе ја видат ткаенината. Што е ова, си помислил царот. Ништо не гледам. Ужас! Да не сум глупав? Или може би не сум способен за цар? Леле, колку страшно. Да, навистина е убава, рекол царот. Го одобрувам. Тој задоволно нишал со главата и ги гледал празните разбои, не сакајки да признае дека ништо не гледа. И сета свита гледала и не видела ништо повеќе од останатите, но сите зборувале како и царот. Навистина прекрасно. Па му советувале од таа ткаенина да сошие облека за празничната веселба што предстоела. Прекрасно, чудесно, величествено, се слушало од сите страни. Сите биле воодушевени. Кралот им дал на двајцата измамници звање рицари и ги назначил за царски ткајачи. Пред веселбата измамниците ја преседеле цела ноќ шиејки и потрошиле повеќе од 16 свеќи. На сите им се чинело дека тие брзаат за да го сошијат новото царско руво. Тие пак се преправале дека ја земаат ткаенината од разбоите. Сечеле со големи ножици, шиеле со игла без конец и на крајот рекле: облеката е готова. Царот отишол кај нив со непознатите дворјани, а измамниците, високо кревајки ги рацете како да држат нешто, велеле: еве ги панталоните, еве го палтото, еве ја и наметката. И така натаму. Лесни се како пајажина, може да ви се стори како да не носите ништо, но во тоа е и убавината на оваа ткаенина. Да, велеле дворјаните, иако и тие ништо не гледале, зашто и немало што да се види. А сега, ваше височество, соблечете ја вашата облека, рекле измамниците. Ке ви ја облечеме новата тука, пред големото огледало. Кралот се соблекол. Измамниците се преправале како да му ја облекуваат новата облека. Го фатиле околу половината, демек му прицврстуваат нешто, а царот си се вртел пред огледалото. Ама убаво стои, леле колку ви прилега, велеле дворјаните на глас. Колку убави шари, прекрасни бои, збор нема, облеката е навистина раскошна. Балдахинот чека на вас, ваше височество, рекол церемонијал мајсторот. Со него ќе одите на веселбата. Подготвен сум, рекол царот. Убаво ли ми стои облеката? Тој уште еднаш се завртел пред огледалото, зашто се преправал дека убаво ја разгледува облеката.
Слугите што требало да ги држат полите од царевата облека се преправале дека подигнуваат нешто од земја, а потоа тргнале, тегнејки ги рацете. Не смееле да дозволат некој да забележи дека не носат ништо. И така тргнал царот под балдахинот, а сите луѓе што биле на улиците и на прозорците велеле: Ах, новата облека на царот е навистина прекрасна. Леле, колку е убава наметката, а палтото колку убаво му стои. Никој не сакал да признае дека ништо не гледа, зашто тоа би значило дека или е глупав, или не одговара на своето работно место. Ниту една облека на царот не предизвикала толкав восхит. Та царот е гол, извикал одеднаш некој момче. Леле, слушни што зборува, невоспитан еден, рекол татко му. Сите почнале еден на друг да си ги кажуваат зборовите на момчето. Тој е гол. Ете, детето вели дека е гол. Гол е, извикал на крајот сиот народ. И на царот му станало незгодно. Тој почувствувал дека народот има право, но мислел и на себе. Треба да останам на веселбата до крајот. Тој почнал да чекори уште повеличествено, а слугите оделе по него, носејќи ја наметката што ја немало. Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген.